Специјализираната болница за кардиоваскуларни заболувања Свети Стефан Охрид ги отфрла обвинувањата за обструкција на професионалниот развој на доктор Виолета Мојсовска-Наумовска, специјалист кардиолог вработена во установата. На пресконференција денеска беше потенцирано дека информацијата за доделен грант на докторката за обука во странство, болницата ја дознала од социјалните мрежи и медиумите истовремено со останатата јавност. Имено на 26 февруари во медиумите беше објавена информација за доделена стипендија од Европското здружение за кардиологија на доктор Мојсовска-Наумовска за нејзина едногодишна обука на клиника во Италија. Случајот доби негативен публицитет кога во јавноста беа изнесени реакции од докторката дека болницата во која е вработена ја кочи во незиното стручно усовршување и напредување. Денеска директорката на кардиолошкиот центар доктор Билјана Теговска во присуство на докторскиот и друг персонал одржа пресконференција за, како што рече, информирање на јавноста за околностите во овој случај со цел да не се нанесува штета на високото реноме на здравствената установа, позната и призната по исклучителниот професионализам. Иако апликациите за овој грант кандидатите ги поднесуваат лично, согласно правилата на давателот на грантот, кои се јавно достапни, во прилог на апликацијата задолжително треба да се достави и препорака од актуелниот раководител на одделот во кој кандидатот работи или актуелниот ментор, супервизор, доколку апликантот работи под супервизија. Според нашите сознанија, доктор Мојсовска-Наумовска ниту ги има побарано, ниту ги има добиено задолжителните препораки согласно правилата за апликација. Заради целосно разјаснување на оваа состојба, од страна на болницата беше побарано до објаснување од давателот на грантот, а во ниеден момент не беше побарано повлекување или откажување на грантот, како што беше пренесено на сите портали. Инаку, доктор Мојсовска-Наумовска речиси 3 години не работи во одделот за интервентна кардиологија, каде има работено само 6 месеци откако стана специјалист кардиолог. Доктор Теговска пред новинарите го презентира и дописот испратен од болницата до Европското здружение за кардиологија, со кој се бара на увид документацијата која е доставена со апликацијата за утврдување на нивната веродостојност. Свесни сме за чувствителноста на јавноста кога станува збор за поддршка и професионален развој на младите кадри. Сепак, нагласуваме дека во конкретниот случај не станува збор за попречување во напредувањето или неадекватен третман, иако гледаме дека се сака овој случај да се представи како институционална обструкција. Ве уверуваме дека нашата болница може да послужи како пример каде младите доктори во најкусможен рок добивале специјализации и се едуцирале во различни области. Исто така, сакаме да истакнеме дека и во текот на специјализацијата доктор Мојсовска-Наумовска имала континуирана менторска поддршка и биле овозможени учества на бројни меѓународни стручни настани. И после завршување на незината специјализација учествувала на разни конгреси во земјава и во странство, од кои само последниот состав на управниот одбор и одобрил учество на 3 меѓународни настани во Салцбург, Хамбург и Дубај. За трудот кој доктор Мојсовска-Наумовска го презентирала на конгресот во Дубај на пресконференцијата беше истакнато дека е поднесена представка од искусен интервентен кардиолог до етичката комисија на болницата и сега предметот е на натамошно разгледување кај други надлежни органи. Но директорката Теговска категорично демантираше дека во врска со тоа овластено лице на болницата стапило во комуникација со организаторите на конгресот во Дубај. На новинарско прашање дали станува збор за плагиат на научен труд, зборуваше доктор Дејан Манчевски, кој интервенциите од периферна ангиографија ги усовршувал во Германија и како иновативни методи прв почнал да ги изведува во Македонија токму во Охридскиот кардиолошки центар. Во 2019 имавме еден интересен случај со пациентка со гангрена. Доктор Виолета Мојсовска, како помлад доктор на специјализација тогаш, беше присутна во салата кога јас ја правев интервенцијата. Интервенцијата заврши успешно се и случајот беше пријавен на Европскиот конгрес во Париз. 2020 година беше случајот примен таму. Истиот случај сега во декември 2025 година беше презентиран од страна на докторката во Дубај. Истиот скроз случај при што јас како главен оператор бев изоставен
да бидам напишан во абстракт бук или во било каков коментар, нешто што е недозволиво во нормалниот медицински свет. Значи, такви работи се недозволиви со мој труд, без разлика што колешката беше присутна, значи главниот оператор е одговорен за сите постапки за време на интервенцијата. Јас сум одговорен за таа интервенција во минатото кога сум ја направил, сега сум одговорен и за 50 години од сега јас ќе бидам одговорен, затоа што јас сум се потпишал на крај на пациентката и сите процедури кои што се во врска со пациентката, за неа сум јас одговорен. Не беше случај во овој, значи не беше така. Заради тоа јас реагирав лично. На пресконференцијата беше посочено дека болницата се соочува и со бројни судски постапки кои доктор Мојсовска Наумовска ги имала поведено против институцијата и поединци вработени во неа и дека дел од судските постапки одлуки излегувале од досегашната воспоставена пракса и стандарди, но дека болницата доследно постапувала по сите судски одлуки, а воедно преземала и дополнителни мерки пред надлежни институции за заштита на своите интереси. Ваквото нејзино однесување никогаш не дозволивме да се одрази на нашиот коректен и професионален однос кон неа, дури и во случаи кога имало повод за тоа, не е изречена нити усна опомена. Од Охридскиот кардиолошки центар подвлекуваат дека со ваков случај се соочуваат прв пат во над 4 децениско постоење на установата и посочуваат дека ќе чекаат информација од Европското здружение за кардиологија како давател на грантот за понатамошно постапување. Апелираат во меѓувреме името на болницата кој е синоним за професионализам и стручност и влева доверба кај пациентите да биде поштедено од сензационализам и дискредитации. Доктор Мојсовска Наумовска пак во допис испратен до медиумите пред денешната пресконференција обвинува за континуирано и системско кршење на незините права и законски прописи повредени за гарантирани права од работен однос како и за заканите за јавна дискредитација. Во дописот докторката бара од надлежните институции формирање на комисија која објективно ќе ги разгледа сите наоди поврзани со случајот, ќе изврши темелна контрола и надзор на законитоста и стручната работа во болницата и ќе посредува за заштита од вознемирување. Општина Охрид се приклучи кон хуманитарната акција за помош на малата Ева од Охрид, на која е потребен медицински третман поради редок малиген рак на коските. За таа цел 150.000 денари од средствата обезбедени преку хуманитарните паркинзи на јавното предпријатие Билјанини извори ќе бидат наменети за оваа хуманитарна цел. Веруваме дека со заедничка поддршка и обединети можеме да дадеме помош каде што е најпотребна, да покажеме уште еднаш дека хуманоста е наша заедничка вредност, објави градоначалникот Кирил Пецаков. 10-годишната Ева храбро се бори со агресивна форма на остеосарком, кој бара интензивен и долготраен третман. Овој вид на диагноза не може да се лекува во Македонија. Туморот е класифициран како високостепен и брзо се шири поради што неопходно итно лекување во странство во специјализирани центри. Во моментов Ева е примена во специјализирана клиника во Минхен, Германија. Сите хумани граѓани можат да донираат според своите можности на платформата eCrowd.mk и преку трансакцијска сметка Комерцијална банка 3171 239 367 46. Република Македонија учествува на јубилејното 60-то издание на најголемиот меѓународен саем за туризам ИТП Берлин во Берлин, Германија. ИТП Берлин од 1966 година е водечка глобална платформа за туризмот, каде што се среќаваат представници од туристичкиот сектор, туроператори, авиокомпании, хотели и медиуми. Годинава земја партнер на саемот е Ангола. Македонската делегација на саемот во Берлин, предводена од министерот за култура и туризам Зоран Љутков, ќе реализира повеќе билатерални средби со цел интензивирање на туристичката соработка, зголемување на туристичкиот промет и заеднички настап на трети пазари. На националниот штанд од 93 метри квадратни годинава се представуваат рекорден број учесници од туристичкиот сектор од земјава, вклучувајќи македонски туроператори за дојдовен туризам, хотелиери и ТАФ Аеродроми Македонија. Според Државниот завод за статистика, во 2025 година земјава ја посетиле 91.290 германски туристи, а тоа представува зголемување од 141% во однос на 2024.
Во истиот период се реализирани 143.138 ноќевања, а тоа е раст од 93% споредено со претходната година. Германските туристи најчесто ги комбинираат културниот туризам, природата, гастрономијата и автентичните локални искуства, особено го ценат Охрид и регионот околу него, како и Сити Брейк во Скопје со посета на кањонот Матка. Тие покажуваат значителен интерес и за вински тури, дегустации на локална храна, рурални искуства и активен туризам, што представува силна основа за понатамошно позиционирање на земјава како атрактивна и автентична европска дестинација. Се наближува летната туристичка сезона, но се уште е неизвестно враќањето на полските туроператори, кои лани се откажаа од Охрид. Тие долги години носеа илјадници туристи со чартер летови кои директно придонесуваа за хотелскиот сектор и локалната економија. Со отворањето на новите редовни линии од европските градови, прашањето за чартерите останува се уште неизвестно. Туристичкиот сектор предупредува дека без чартер линиите сезоната може да биде под ризик. Ги изгубивме два полски туроператори кои долги години оперираа со многу чартери во текот на сезоната. Оваа година повторно станува дискутабилно и ризично дали ќе доаѓаат или не, бидејќи се отворија редовни линии со Визер од Катовице и од Вроцлав, така да тоа му е една тежина на туроператорите, бидејќи кога има редовна линија, чартер линијата тешко ќе наполни. Продажбата на пакета на жману многу оди потешко отколку некој да си купи сам хотел, сам да си направи авионска резервација, да си направи преку резервациони системи некој приватен апартман. Така што ова година ќе биде, уште сме во преговори, не знаеме што ќе биде. Ние се бориме сите заеднички, и ние хотелерите и сите, да ги вратиме назад, баременните туроператори. И додека чартерите носат организирани групи кои обезбедуваат стабилен приход за хотелите и локалната економија, се отвараат редовни авиолинии, кои често не носат доволно туристи. Еден од најважната алка во туризмот и за обстојување на сезоната и на туристичкиот сектор се чартерските програми. Ние добиваме сега моментално повеќе линии, имаме линии од повеќе градови, поврзувања сезонски, значи не се тие во текот на цела година, него сезонски. Меѓутоа, со тие редовни линии кои што се поставува, не доаѓаат изброј на туристи како што доаѓаат со чартерите. На еден чартер кога ќе дојде со закупен од туроператор, 99% заминуваат во хотелските капацитети и во приватните капацитети, а кога доаѓаат на редовна линија, тогаш веќе ни 50-50 не. Во моментов, согласно зимскиот ред на летање кој е на сила до крајот на март, од Охридскиот аеродром се патува до 6 дестинации со 3 туроператори. 25 возила одзела полицијата при контроли во сообраќајот на подрачјето на СВР Охрид од почетокот на имплементацијата на измените во кривичниот законник, односно од 1 февруари, информира портпаролот на СВР Стефан Димовски за МИА. За безобзирно управување моторно возило, според информациите, 11 возила се одземени во Струга, 7 во Кичево, 6 во Охрид и 1 во Тепар. За управување моторно возило без возачка дозвола одземени се 12 возила, со активна забрана за управување моторно возило, 8 возила, 4 возила биле управувани од лица под дејство на алкохол и 1 нерегистрирано, појаснува Димовски. Интензитетот на сообраќајни контроли според Димовски е зголемен на целото подрачје, при што се користат и мобилни електронски камери кои се поставуваат на различни места на сообраќајниците во и надвор од градот, а се интензивираат и превентивните мерки и кампањи што ги спроведува одсекот за превенција при СВР Охрид. Во Охрид денеска имавме сончево време со мала до умерена облачност која се зголеми во попладневните часови. Максималната дневна температура се искачи до 14 степени. Утре во Охрид времето ќе биде облачно со повремени слаби врнежи од дожд. Ќе дува слаб до умерен ветар од западен правец. Утринската од 4 степени, максималната дневна температура до 14 степени. Температурите во Македонија утре во интервал од -1 до максимални 17 степени. За време на викендот и до средината на следната
следната седмица под влијание на поле на висок воздушен притисок. Следува период на стабилно и суво време. Во петок ќе дува умерен северен ветар, а во деновите потоа умерен ветар од југоисточен правец.